Кучење на големо се подготвува за почетокот на 51-то издание на Драмскиот аматерски фестивал. Од средината на април до сега има пристигнато 30 на интересни представи, од кои селекторот Дарко Спасов има за задача да избере 15 ансамбли кои ќе бидат дел од овогодишниот ДАФ. Фестивалот ќе започне на 23 и ќе трае до 28 мај. Извршниот директор на ДАФ Благо Пенов изјави дека оваа година најмногу пристигнати театарски представи има од странство, меѓу кои представата водачот од Република Србија, но и од соседните општини. Еден од најсигурните знакови кои покажува дека доаѓа фестивалот е кога липите ќе цутат во градот и ќе мирисат покрај Кочанска река и секој знае дека треба да почне фестивалот. Значи годинава е предвидено да биде од 23 до 28 мај. Во таа седмица фестивалска ќе се обидеме од она што го добивме како пријави, како учесници, негде околу 30. Интересно оваа година се зголеми малку повеќе интересот на странските аматерски драмски ансамбли, така да оваа година имаме поголем број на странски ансамбли, но не е на штета и на уштрб на нашиот македонски аматерски театар. Има интересни представи, можам да одвојам неколку. Пример, има една интересна представа од Србија, се вика Водачот од Радој Домановиќ. Тоа е адаптиран текст. Имаме од Словенија Хамлет, што е интересно, таму како режисер ни се појавува нашиот актер и сограѓанин Трајче Ѓурѓиев. Имаме задоволство да го видиме и со представата просеј да изгледа на кочанските аматери. Потоа доаѓаат од Колашин, имаше од Прибој, имаше од Загреб, од Жупања, Хрватска. Значи има 6-7 пријави од странство, другите се скоро од секој град од нашата држава. И имат интересни наслови пријавените, да речеме Дома од Разумовскаја ја пријавија Велешани, Охриѓани ќе играт Нора од Ибзен, од тука се исто и Битолченки, интимниот театар со слугинки на Жан Жене, нашите се со Чехов, Кочанчани, Кумановчани со Голдони и така. Од посебно значење е тоа што годинава Кочани слави 40 години фестивалски град, па токму затоа програмата организаторите се потрудија да биде поинтересна и попримамлива за љубителите на театарот. Се надеваме дека ќе понудиме интересна програма, тоа е сигурно. Интересни наслови има, а самите наслови се провокативни и мислам дека граѓаните ќе изберат за да земат. Тоа што ќе го имаат како вкус, а има за сечи вкус. Имам една детска представа, таа ни е од Охрид, исто мачка со шапка се вика, и тоа се така интересни работи. Една од основните работи или оваа година Кочани ќе одбележи, граѓаните на Кочани ќе одбележат, самиот град нормално, 40 години Кочани фестивалски град. Од 1977 до 2016 до денес се навршуваат 40 години како овој град е домаќин, стожер на драмскиот аматеризам, не само од Македонија, туку веќе отидуваме надвор од границите, што е задоволство за секој наш граѓанин, бидејќи немаше да го имаме фестивалот ако не беа граѓаните. Фестивалот се одржува благодарение на финансиската поддршка на Министерството за култура на Република Македонија и локалната самоуправа на општина Кочани. Програмата за 51-то издание на ДАФ ќе биде позната до крајот на неделава, додаде Пенов, извршен директор на Драмскиот аматерски фестивал.